Јавното обвинителство да го повика лидерот на ДУИ Али Ахмети на распит, откако тој изјави дека поранишниот вице-премиер Артан Груби осумничен во случајот државна лотарија се наоѓа на албанска територија. Изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Груби е недостапен за органите на прогон откако се обелодени случајот против него, а земјата ја напушти на границата со Косово на 15 декември. Јас се надевам дека ова допира до обвинителството и има правна процедура во која што, ако имаме личност која што знае каде се наоѓа бегалец од законот, дека ќе ја повика таа личност и таа ќе даде одговор на прашањето каде се наоѓа бегалецот од правдата. Од обвинителството соопштија дека за Груби веќе има меѓународна потерница и дека органите надлежни за негово пронаоѓање се должни да ги повикаат сите што имаат информации за него. Јавното обвинителство издаде наредба за распишување национална и меѓународна потерница за осомниченото лице. Домашните и меѓународните органи задолжени за извршување на тие наредби ги имаат сите овластувања да ги преземат сите неопходни действија за трагање по лицето, вклучително и да повикуваат и да вршат разговори со други лица кои би можеле да имаат некои сознанија за локацијата на која се наоѓа осомничениот. Ахмети изјави дека Груби не избегал, туку ќе одговара пред органите на правдата, но во договор правдата да не се злоупотребува за политички цели. Мицкоски пак упати критика до Ахмети дека додека биле на власт, поставувале неподобни кадри во правосудството. На секој во држава, на секој во Македонија му е јасно како се поставуваа обвинители и судии изминативе 7 години. И сега истите тие кои што буквално не можеше да биде поставен нити обвинител, нити судија, нити да поминат квалификации преку Академијата за јавни обвинители и суди ги поставува. Сега истите тие велат дека некому правдата му била оневозможена и дека ова било политички прогон. Мицкоски при тоа додаде дека Груби е на црната листа на САД и се поврзува со големи коруптивни скандали. И дали во тој случај би го обвинили и Стејт департментот дека прави политички прогон против него, а при тоа најлесен начин да докаже дека е невин е да се соочи со правдата.